Закажана собраниска седница за во среда и покрај изјавите на спикерот на законодавниот дом Талат Џафери, кој непосредно пред почетокот на изборната кампања истакна дека седници до 5 мај нема да има. Останува отворено прашањето дали закажувањето на седницата за среда е само протнување на мала врата за евентуално нова седница на која би се изгласал предлог законот за јавното обвинителство и без поддршка на опозицијата доколку се обезбеди двотретинско мнозинство. Со почеток во 11 часот во собранието е закажана седница на која ќе се гласаат по втор пат дел од законите кои што председателот Ѓорѓе Иванов не ги потпиша, меѓу кои и измените на изборниот законник. Сепак неизвестно е дали Џафери планира потоа да ги прати во службен весник со еден потпис, бидејќи на последниот брифинг со новинарите најави дека ќе го чекаат потписот на новиот председател. Нема одговор зошто ја закажа седницата токму во среда, иако тврдеше дека додека е во тек изборната кампања нема да закажува седници. Изјавата дека нема да се закажуваат собраниски седници беше дадена откако законот за јавно обвинителство ги скара спикерот Џафери и министерката за правда. Десковска стави до знање дека доколку работните групи на власт и опозицијата постигнат договор за судбината на СЈО, законот веднаш влегува во собраниска процедура. Собранискиот спикер со експресна реакција на социјалните мрежи напиша: "Собранието нема да работи по диктат на ниту еден министер." Собранието на Република Северна Македонија работи согласно деловник, а не врз основа на диктат, а уште помалку не според одредени индивидуални претензии, било да се тие на некој министер, кој да е тој. Собранискиот спикер на последниот брифинг со новинарите порача дека кога и да биде постигнат договор за законот за јавно обвинителство, тој ќе почека по изборите да биде ставен на дневен ред на пленарна седница. За време на кампањата тој потенцираше дека нема да закаже седница, бидејќи како што рече Џафери, праксата покажала дека собраниската говорница се користела за промоција на политичките чинители.